таа борба за еднаквост, борба за човекови права, доколку се потпира само на тука малце ќе имам резерва кон она што го кажа најче, да, активниот граѓанин, индивидуата е многу битна и ентузијазмот е битен, меѓутоа ако сакаме да имаме на резултати во таа борба за еднаквост и за човекови права, потребно е едно организирано граѓанско действување и ја не би ги исклучувал тука индивидуите и граѓанските организации на таков начин како што некои многумина се обидуваат да ги исклучат, дека ете всушност активните граѓански организации се составени од силни индивидуи кои што успеваат околу себе да обединат други индивидуи во таа борба, така што индивидуалната борба и организираната граѓанска борба воопшто не се исклучуваат, туку само се надополнуваат. Тоа е моето гледиште во однос на... А инаку вака, ако инсистираме само на индивидуалност, тогаш можеме да станеме заточеници на еден мит за индивидуалност и мит за активно граѓанство, кое што не става акцент на еден збор кој што за мене е клучен во, а тоа е организираност. Значи, ако имаме една... Може да имаме многу ентузијазам, може да имаме потреби, како што сега, например, имаме потреби во една општина во Скопје, во Карпош, каде што имаме обид на граѓанска, на група граѓани, да преку една граѓанска иницијатива да оспорат некои одлуки кои што се донесуваат, а кои што нив директно ги засегаат. Меѓутоа, ако тие граѓани не успеат да се организираат, тие ќе загубат битката со времето. Затоа што неорганизираното граѓанско действување покажува до сега само краткорочни некои ефекти. За да успееме да постигнеме некои долгорочни ефекти за одредена кауза, потребно е организирано граѓанско действување преку организации, и тоа не само една, преку повеќе. Тука е дел од тоа искуство е токму преточено во оваа студија, а тоа е како од ниедна се создаде една, па и повеќе организации кои што се бореа за правата на ЛГБТ и луѓето. Се започна со тоа истражување кое што го иницираше Мирјана Најчевска, првите фокус групи, каде што практично првите идни активисти се сретна и се запозна меѓу себе и дојдоа до сознание дека со невидливоста ништо не се постигнува на планот на сексуална еднаквост, туку дека е потребна видливост. Односно, тука сега ќе направиме една парафраза од една ми текна кога доаѓав наваму од еден цитат од еден филм, Кудус мислам дека беше, не може човек да се бори против сила која не ја знае и не ја гледа. Исто така човек не може да се бори против неправда која никој не ја знае и не ја гледа. Таа неправда мора да стане позната и видлива, за да можеме да се бориме против неа. И пред да почнам од тоа како беше на почетокот, сега мала дигресија, како сме сега се соочуваме исто со такви типови на неправди кои што никој не ги знае, никој не ги гледа и практично поради тоа не можеме да се бориме против нив. Една таква неправда е актуелното насилство што се случува против ЛГБТ и лицата, ако е што тие не се осмелуваат да го пријават затоа што немаат доверба ниту во полицијата, ниту во другите институции. Така што се случува претепување во центар на Скопје, пред очи на други луѓе, тоа организирано претепување, начекување на геј лица, на места каде што знаат дека ги посетуваат, каде што полицијата и чуварската служба во чаршијата не действува, каде што претепањите лица немаат доволно храброст, ниту доверба ниту во институциите, па ниту во организациите за човекови права, да го пријават тоа насилство за да се борат против него. И што се случува? Се случува да ние сме исто како граѓански организации сведоци на неправда која што ниту некој ја знае, ниту некој не ја гледа, а која што сепак се случува. А рацете исто така се прилично врзани, затоа што за да има активна борба за човекови права, потребно е некој да е активен, некој да е засегнат. Без индивидуа
чии права се загрозени и која што е желна и волна да се бори за заштита на своите права, тешко би можело да стане било какво поместување од место. Односно, единствено нешто што може да укажеме дека ете таков проблем постои, а да не се преземе никаков чекор во насока на разрешување и надминување на тој проблем. Со зголемувањето на видливоста на ЛГБТ движењето се зголеми и насилството и говорот на омраза против оваа заедница, така што практично, а може би и обратно, дека да се толкува истото, дека како што напредуваше, односно се засилуваше кампањата на хомофобичната кампања која што беше подпомогната од владеачките партии, така се зголемуваше и организираноста и видливоста на ЛГБТ заедницата. Тие се во спрега, испреплезени се овие две нешта. Особено во кога стануваше збор за соочување со главните предизвици, а тоа беше неказнивоста на насилството. Ние бевме сведоци досега на многу насилни инциденти, еве да ги наречеме, тоа не се веќе инциденти, стана пракса да се каменува или пали ЛГБТ центарот во чаршијата, до таму што тој мораше да биде иселен, или стана пракса да имаме говор на омраза и повикување на насилство кога ќе има некоја јавна манифестација организирана од ЛГБТ и движењето. Меѓутоа, она што тука најмногу фрапира е тоа неказнивост. До сега не е решен ниту еден од овие инциденти, не е пронеден ниту еден насилник, што беше исто и повод од страна на овие индивидуи и организации преку мрежата да застанат онаму каде што мисле дека треба да застанат, тоа е пред обвинителството, и да го потсетат обвинителот дека треба да ги гони криминалците. За жал и покрај 5 протести пред обвинителството до сега не е покрената, немаме информација дека нивната истрага која што се уште во тека, нели тие беа, истрагата е се уште во тек, тоа беше паролата на тие протести, практично не дадоа резултати и се уште ние немаме маскирани за насилници кои што дивеа во центарот на Скопје и каменува и тепа, не се фатени, ниту овие од последниот инцидент во Дамар, ниту претходните палачи и каменувачи. Што ни кажува сето тоа? Тоа ни кажува дека едноставно институциите на системот не функционираат, дека полицијата не си врши својата работа, дека обвинителството не си врши својата работа, и во една таква ситуација сега да се стави товарот на, како да кажам, на активноста на граѓаните и на активноста на организациите, би било навистина неправедно, затоа што еве, иако организациите, индивидуите, граѓаните и сите што беа солидарни покажаа во однос на овие прашања највисока свест и активност за да се покрене јавно еден проблем и за да се притисне, сето тоа немаше никаков ефект. И тоа води до едно обесхрабрување, до таа мерка да луѓето веќе се плашат да пријават инциденти на насилство кои што се случуваат во центарот на Скопје, во старата Турска чаршија, а кои што се случуваат според нашите сознанија секој викенд.